Во ова издание, гласање по пошта и во отсуство, корона кризата ја разгора дебатата за начинот на спроведување на избори во САД. Над 100.000 починати американци од COVID-19, бројката ги надмина загубите на човечки животи од војните во Виетнам и во Кореја. Пекинг донесе закон со кој го загрозува статусот на Хонг Конг. Вашингтон ќе го приспита односот кон полуавтономната област. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстики. Коронавирусот влијаеше на сите сфери од живењето, од економијата и политиката до спортот и рекреацијата. Анализите на овие теми малку подоцна. На почетокот најновите вести. САД имаат над 100.000 жртви од коронавирусот, што е поголема бројка на починати од војните во Виетнам и во Кореја заедно. Меѓупартиска група сенатори ги обновија повиците за момент на мок за оддавање почит на починатите од COVID-19. Пандемијата е опустошувачка за нацијата, рече сенаторката Лиза Мурковски и нагласи дека многу семејства ги загубиле најблиските. И представничкиот дом излезе со предлог за дневно оддавање почит кон жртвите и прогласување национален ден на жалост откако ќе помине пандемијата, како изградба на национален споменик за жртвите од COVID-19. Во светот засега има над 335.000 починати. Кинескиот парламент го одобри новиот закон за национална безбедност, кој според критичарите представува закана за полуавтономниот статус на Хонг Конг. Контроверзниот закон беше одобрен денеска со 2878 наспроти 1 глас и со 6 мина воздржани. Новиот закон би спречувал и казнувал оцепување, државен преврат или терористички активности кои представуваат закана за националната безбедност. Државниот секретар на САД Мајк Помпео изјави дека му кажал на Конгресот оти Хонг Конг повеќе не е независен од Кина. На 16 минути пред полетувањето НАСА го одложи закажаното лансирање на првото вселенско летало на компанијата SpaceX со екипаж поради лошото време. НАСА и SpaceX в сабота ќе се обидат повторно да лансираат. Мерките за социјално дистанцирање неверојатно се уште ќе бидат во сила на 3 ноември, кога американците треба да гласаат на претседателските избори. Поради ова, правилата за гласање по пошта и во отсуство се во фокусот на политичката битка поттикната од коронавирусот. Известува Стив Редиш. Коронавирусот и социјалното дистанцирање што доаѓа со него им дава муниција на оние кои сакаат да ги прошират можностите за гласање по пошта. Председателот Трамп е против тоа. Гласањето по пошта е многу опасно. Има страшни измами и големи неправилности. Трамп се закани дека ќе го запре федералното финансирање на Мичиген и Невада, зашто овие две држави аплицираа за гласање во отсуство за сите регистрирани избирачи. Не би требало да се праќаат по пошта. Треба да се гласа на самото место. И треба да се има документ за идентификација на гласачот, зашто само тогаш е вистинската слика. Експертите велат дека случаите на измами при гласање по пошта се ретки. Демократите се загрижени дека коронавирусот ќе ги држи избирачите подалеку од гласачките места. Сакаме да има повеќе пари за нашите иницијативи за гласање по пошта. Председателот вели дека проширувањето на гласањето по пошта ќе оди во прилог на демократите, дека никогаш повторно нема да биде избран републиканец. Демократите мислат дека бројот на нивните гласови ќе се зголеми ако се олесни гласањето. Републиканците веројатно со право сметаат дека пречките и тешкотиите ги држат дома помалку решителните гласачи. Истражувањата покажуваат дека гласањето по пошта не и дава предност ниту на една партија. Универзалното искуство на гласање по пошта и во отсуство го покажува тоа. Ако се дозволат дополнителни начини на гласање, ќе се зголеми излезноста и за демократите и за републиканците за по околу 8% поени. Гласањето во отсуство започна 1864. И двете страни во американската граѓанска војна им дозволија на војниците да гласаат за претседател од боиштата. Од тогаш некои држави има дозволено гласање во отсуство поради воена служба, инвалидитет или патување на денот на изборите. Орегон беше првата држава која гласањето по пошта го направи стандардно во 1998. По неа истото го сторија Колорадо, Јута, Хавај. 29 држави дозволуваат гласање во отсуство без изговор. Сите кои ќе побарат може да го направат тоа. Повеќето, но не сите од 16 држави кои бараат изговор сега како причина, го додадоа коронавирусот.
Гласачите не треба да ја ризикуваат својата безбедност и здравје и безбедноста и здравјето на своите сакани за да го остварат своето основно право на глас. Висконсин одби да ги одложи примарните избори во април. На гласање излега околу 400.000 избирачи. Најмалку 36 гласачи и луѓе ангажирани на гласачките места беа позитивни на COVID-19. Пандемијата ги поттикна њујорчани да почнат масовно да користат велосипеди. Извештај на Евгений Маслов. Пред коронавирусот, велосипедистите мора да ги делат улиците во Њујорк заедно со автомобили и такси возила. Новите услови диктираат друг вид на превоз. Имаме многу клиенти. Се повеќе луѓе почнаа да купуваат велосипеди или да ги рехабилитираат старите. Тоа е добро. Има помалку сообраќај и помага за социјалното дистанцирање. Велосипедите се атрактивни за возење од повеќе причини. Поевтини се, нема проблем за паркирање и Њујорк има многу продавници за нивна поправка. Оние што се уште користат железница може да видат реклами кои ги охрабруваат да ги почитуваат мерките за социјално дистанцирање. Малку сум порелаксирана, но се уште сум многу внимателна иако не носам маска. Пешачам, не користам метро. Не сум се возела во метро од 13 март. Ова не дојде преку ноќ. На крајот на април работите почнаа да се менуваат. Луѓето не сакаат да користат јавен превоз. Освен тоа, салите за вежбање се затворени и за многу мина велосипедот е единствен начин за физичка активност. За многу медицински лица ова е поевтин начин за одење на работа. Даваме попусти за медицински персонал. Помош е за нив, но и за нас. Менхетен може би за секогаш ќе биде променет во однос на превозот. Во Вашингтон ограничувањата ќе останат во сила неверојатно до 8 јуни. Многу бизниси се затворени речиси 2 месеца. Милар сега јавува како една собственичка се бори да го одржи својот ресторан во вакви вонредни околности. Кога последен пат го посетивме ретро вегетаријанскиот ресторан во Вашингтон во февруари, бизнисот цветаше. Тие постојано се враќаат да јадат тука. Без таа главна база на постојани гости, ние не би биле тука. Затоа сум крајно благодарна на луѓето, заради кои нашиот ресторан обстојува. Собственичката Дорон Петерсен, експерт за кулинарство, страствено воведува производи од неживотинско потекло во менито за незините муштерии, чиј број постојано расте. Од растителни хамбургери до вегански колачи. Но тогаш дојде наредбата за затворање. Мислам дека беше на 16 март. Почнавме да ја намалуваме работата врз основа на тоа што се случуваше. Го ограничивме седењето, од минута во минута чекајќи да видиме што ќе се случи. Мислевме дека сето тоа ќе трае 2 недели. Повеќе од 2 месеци подоцна, Петерсен, која е собственичка на 2 ресторани, се бори да се справи со ситуацијата. Не би ги нарекла профитни во моментов. Нема профит. Петерсен отпушти третина од својот персонал, зеде втор заем и ги одложи исплатите за изнајмување. Земањето храна и нарачките преку интернет порано учествуваа со помалку од 15% во целата деловна активност, а сега скоро се отпаѓа на тоа. Остваруваме доволно дневна бруто продажба за да можеме да платиме за состојките, за сегашниот персонал и да ги задржиме вработените во моментов. Таа посакува да има повеќе насоки од градот и од федералната влада за тоа како да добијат финансиска помош. Но колку и да е травматично како искуство, Петерсен вели дека неуспехот никогаш не бил опција. Да бидам целосно искрена, лично за мене неуспехот би значил да ја загубам куќата. Тоа би значило и 50 вработени да останат без работа. Петерсен вели дека деловното обкружување е сменето за секогаш. Но таа се надева дека промените предизвикани од пандемијата ќе значат поголем фокус на здравјето и благосостојбата на заедниците, како и на работниците во бизнисите. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Бидете со нас и утре. Поздрав од Вашингтон.
Италија.